Најголемиот дел од 100 електрични автобуси кои владата ќе ги набави за потребите на град Скопје, ќе пристигнат до крајот на годинава, најави скопскиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски одговарајќи на советничко прашање. Ѓорѓиевски информираше дека град Скопје добил писмо од Европската банка за обнова и развој, со кое официјално се откочува проектот за брз автобуски превоз. Во рамки на овој проект, како што посочи, ќе бидат набавени дополнителни 30 автобуси. Нашата обврска е во најкраток рок да формираме проектна единица, да направиме измена во планот за јавни набавки. Освен 100 автобуси што ќе ги испорача владата, преку проектот БРТ ќе обезбедиме уште најмалку 30 автобуси, за кои наскоро ќе започне и тендерска постапка, изјави Ѓорѓиевски. Тој додаде дека во изминатите 10 до 12 години град Скопје набавил само 6 автобуси во вредност од околу 10 милиони евра, додека набавката на 30 нови електрични автобуси сега ќе чини околу 30 милиони евра. Градоначалникот информираше дека тендерската постапка за новиот Луна парк е во финална фаза и дека, доколку се одвива според планот, градежните активности ќе започнат за 30 до 40 дена. При тоа тој посочи дека кај дел од претходно набавените реквизити за Луна паркот било утврдено дека не го исполнуваат потребниот квалитет и дека имаат сомнително потекло, според наводите на формираната комисија. Правниот тим работи на тоа градот да ги врати средствата потрошени за овие реквизити, нагласи Ѓорѓиевски, додавајќи дека ќе се уриваат и постојните дискотеки во градскиот парк, за да се овозможи изградба на новиот Луна парк.